Градбата која гледате зад мене е најстарата англиска црква овде во Австралија, инаку така наречена Англикан црква, и е изградена, ете пише на самата црква, 1840 година, значи неполни 200 години во Австралија овде се смета за најстара англиска црква, инаку ја изградил некој затвореник во тогашно време и се наоѓа во местото Виндзор, мало градче недалеку од Сиднеј. You're lucky, man. Unlucky. It's too late, Kate. Виндзор е едно мало градче овде на негде северозападниот дел од Сиднеј и негде отприлика е негде околу 6-70 километри од централен Сиднеј, прошто е тако грешам. Мирно местенце, апсолутно нема врска ништо со градскиот метеж во Сиднеј. Денеска сум јас на служба и носев едни луѓе на ова црква овде. Ова зградата која гледате е католичка црква, многу стара. Прелетаа неколку авиони од прески од Едор 7. Друго, едно соседно градче има тука, Ричмонд се вика, тука австралиското воздухопловство има своја база и многу војни авиони налетват. Мислам многу. Австралија нема кој знае колкава војска, мислам дека се работи негде отприлика за 2-30 илјади војска, значи во споредба со колкава е земјата нема голем број на војници, само со една споредба, мислам дека Македонија кај нас имаме околу 5-6 илјади војска, така нешто. Така да, со оглед на колкава парче земја, нема многу војска. Како што реков, ова е сега една многу стара црква католичка, вели Сент Метјус, или по македонски Свети Матеј, и под него пише и Primary School, значи основно училиште, Main Entry, значи влезот на основното училиште. Како што спомнав и во претходното видео, многу католички цркви овде во Австралија, знат под јурисдикција на црквата, си оформуваат свое основно училиште и ги учат децата, значи според верувањето на црквата, и нормално дека таа настава која се одржува на вакви места е многу поразлична од тие државни јавни училишта кои ги дискутиравме со мојот гостин Александар во едно од претходните видеа. Се на другата страна има некој парк со дечина, нема да снимам таму да не ги вознемирвам. И да видиме овде што се дешава. Од другата страна на црквата, ова е интересно, сегам да ви го снимам. Не знам како се вика стварно, не знам како се вика ова играта, што играт овие луѓето. Ето ја. Луѓето што се од Австралија можат да ме попрат за која игра се работи. Ова е една австралиска игра. Луѓето во, да кажам, во подминати години, во 70-80 години ја играт една за анимација. Може, например, да играт нешто за награда, за нешто символична награда, било како, али поќето од овие, да кажем, австралјани, англо-австралјани, тие најчесто играт ова игра. Како се викаше ова игра, не можам никако да се сетам. Нашите македонците кои работеа во 60-тите, во 70-тите години на минатиот век тешки работи, значи на градежништво, на кревање железа, потопилници, ваму таму, значи австралјаните се играја ова игра. Значи тоа е испомнато исто во тој филмот на Столе Попев од 70-тите години Австралија. Значи од една страна ги осликваше нашите луѓе како се мачат овде во Австралија, од друга страна даваше една споредба за австралјаните како се забавуваат, играт. Али ќе ве молам некој кој гледа од Австралија да ми напомни или да напиши во коментарите како се викаше ова игра, пошто скроз заборев. Како што реков, некои играт за да му помени денот, за да излезат малку од дома, а некои
Мислам дека има по ваквите клубови, ваквите места, би има вакви стотици ни Сиднеј, ни села Австралија. Че ми остана во паметот, дурне се сетам, не ќе можам да престанам да мислам. Сега, на црквата пише 1840 година. Значи 1840 година и на сите скоро стари градбини из Австралија обично има година на градење. Значи ова црква тука е скоро 200 години. Значи уште 15 години, 200 години. И кога дојдов во Австралија, ми беше како интересно кој ќе виде вака некои стари градби, ме фасцинира, кој ќе провервав, кој ќе поминев било каде на некоја, дали било црква, дали било, не знам, некаква зграда, било шо, стално ги гледав годините колку е изградена. Ми беше многу интересно на почетокот. После друга страна, кој ќе помисли човек дека во Македонија имаме 10 пати постари градби и нешто што воопшто никогаш не обрнува внимание. Македонија изобилува со пребогата историја, значи ние сме биле раскрсница на многу луѓе кои поминуле тука низ тоа парче земја, почнувајќи од најстаро време, од војските на Александар, од римско време, после па турците, па после балканските војни, че кој се не поминал на тоа парче земја. И обично луѓето кои ќе ме прашаат каква земја е Македонија, стално викам дека е убава земја, немам ништо проблем ја со мојата земја која ме родила, али за жал младите патот го најдват надвор од матичната земја, пошто имаме недостиг на работа. Сега, кој ќе помисли човек колку сме богати со ова историја, некогаш се поставува прашањето дали стварно вредеше. Зошто да не можеме, например, да изградиме една наша туристичка дестинација кај што можеме да ми покажеме сите работи кои ги имаме, датира од 1840 година, али за една споредба во Македонија имаме еден само пример, имаме серија од цркви и манастири, има само еден пример како еден Канео, како еден Свети Наум, изградени повеќе од 1000 години. Зошто нештото да не го искористим? Јас го сваќав тоа како здраво за готово, како и сите други во Македонија ги сваќаме работите здраво за готово. Зошто да не бидиме, например, задоволни од тоа богатство, културно наследство кое го имаме во Македонија? Значи сега на мои 45 години јас се осеќам горд на се што имаме во Македонија. Не може да го заприметам се додека не ги видов како овде се однесува спрема старите работи, старите локалитети. Ние имаме многу подолга историја од Австралија, не само од Австралија, туку од сите други земји во светот. Македонија е библиска земја. Сега знаат некои паметњаковци да кажат дека не сте вие тие македонци од Библијата, туку други македонци се. Предците мои се родени и растени па на едно неколку сати од костур, од пела, од воден. И шо сум јас? Кинес? Значи сите тие стереотипи кои ни ги наметнуваат сега да веруваме во нешто што не е така, за жал голем број од луѓето го прифаќаат тоа. Значи зошто да не видиме свој на своето? Тоа ми е најмногу мака. И зошто да не бидиме горди на своето богатство кое го имаме? Треба да се дивиме на некоја црква во Австралија која била од 1840 година, која е едно мало бебенце за нашите цркви и манастири во Македонија. Коли, значи дел од свадбата денес се работи за стар модел на Rolls-Royce. Како изгледа. Инаку во Австралија има голем број на луѓе, на ентузијасти кои се колекционери на вакви коли. Сега може да биде колекционер, може да ги купи, да ги препри за свој кеф, или може, например, да направи на колекција, да кажам, вака 3 возила денеска и да ги изнајмува за свадба. Морам да кажам дека ваквите стари возила, макар не се мој тип, се многу овде застапени во Австралија. Значи, ова е Rolls-Royce, а гледам ова дека е Bentley. Скоро исто изгледат, ако не го видев
Ако не го видев знакот, немаше да заприметам. И првото Rolls-Royce велија Bridal Affair. Rolls-Royce и ова другото е Bentley. Не сега, мислам дека е Bentley, мора да биде Bentley, не мислам дека некој го има ставено само знакот да изгледа како Bentley. А иначе двете изгледат потполно исти. Потполно исти. И обично со свадбените коли нормално дека иди белата трака. Го нема човекот, тие двата шофери овде што ги возат овие коли, тројца ствари, нема никој. Прески ги видов, ги тука се. Hi guys, how are you going? What year are they, by the way? 53. Thank you so much. So that one is Rolls-Royce and this one is Bentley. Very good. I just saw the sign, I wasn't sure about, but they look almost identical. They are, yeah? Thank you very much. Ќе пробам да снимам луѓето, ми дозволи овие шоферите овде, се неќам да и снимам луѓето да не се осеќаат малку незгодно од камерата, али вика слободно сниме, вика што те интересира. 3 возила, луѓето тука се застанати под сенка, пошто многу жежок ден и чекат да заврши церемонијата. Еве и ова е Бентли. Ми потврди човекот, 2 Бентли и еден Rolls-Royce. How much is the worth of these cars? 100. Како што е вака, ако некој го интересира, човекот вика дека околу 100.000 австралиски. Значи има голем број на ентузијасти овде во Австралија што стварно ги интересира вакво нешто. Јас лично не баш заинтересиран за понови коли, а иначе има голем број на луѓе кои би го купиле ова нешто и плюс што најинтересно ова кола секој ден расти на цена. Овие коли ги купуват како еден вид на инвестиција. Например, ако потроши денеска 100.000 на една ваква кола, утре други ден, да кажем по едно 5 до 10 години, сигурно може цената, ако не му биде и дупла, па и тrodupла. Многу жешко денеска, значи при крај сме на летото, али пекол денеска. Така да се надам дека ви се бенди ова видео. Ве поздравувам срдечно тука од местото наречено Виндзор. Има неколку македонци овде живеат недалеку од другото градче кој што спомна се вика Ричмонд. Може да ќе одам некоја друга прилика да ви снимам таму нешто. За сега голем поздрав и се гледаме во наредното видео. Too late, Kate.